Сега го повикувам пратеникот Владко Ѓорчев да ни се обрати по повод овој празник. Почитувани господа резервни офицери, почитувани жители на Разловци, почитувани гости, почитувани присутни. Мене ми е посебно задоволство да можам да се обратам во ваква прилика, затоа што Македонија ќе биде стабилна, Македонија ќе биде безбедна, Македонија ќе биде демократска и Македонија ќе биде целовита, додека имаме луѓе како што се овие. Во било која варијанта, секоја држава треба да има своји резервни офицери, треба да има своја армија, треба да има свој безбедносен апарат. И било кога некој сака да загрози Македонија, пораката доаѓа од овие луѓе. Ви благодарам за вашата служба во текот на 2001 година, ви благодарам за вашите претходни служби, 99 година имавме кризна ситуација и во секој момент кога е потребно Република Македонија. Енергијата, духот и инспирацијата доаѓа од местата како што се Разловци. Благодарам исто така и на раководството на вашата организација, затоа што со ваквите традиции, со ваквите настани се негува македонскиот дух. Ви благодарам, продолжете така, ќе помагаме колку што можеме. Да живее Република Македонија! Сега ја повикувам господица Катерина Антовска со рецитал по повод денешниот празник. Запомни ја, Лимане, на ниедно буниште не постоја два петла. Или јас, или ти. Ова се зборови на поп Стојан, со кој му се обраќа на Алиман, турскиот пољак, кој се насладувал на убавината на разловечките моми. Ете, поради такви како Алиман, пред точно 135 години на ова поднебје се родила желбата за слобода. Се родила една мисла која како птица летнала во височините, надлетувајќи ја секоја педа од ова парче земја. По средбата на поп Стојан со Димитар Беровски се сплотуваат два света со исти револуционерни идеи. Уште повеќе нивната доверба се зголемува кога Димитар постанал зет на поп Стојан за неговата најмала ќерка. Откако конечно била истоличена идејата за организирање на револуционерната борба, во 1875-та Беровски на неговиот дедо Стојан дава полномошно за продавање на неговиот имот во Берово и со тие пари да купи оружје од Солун. Потоа поп Стојан формира свој круг од најблиски луѓе со кои соработува, кои впрочем се и членови на тајниот комитет на Разловечкото востание. Првата пушка била испукана од поп Стојановата рака. На заминување кон Митрашинци на својот другар Инглизот, тој рекол: "Тебе ти го оставам селото, Инглизе. Ако треба да гори, ти да го изгориш. Тука турска нога да нема." Во овој судир кај Митрашинци Беровски бил ранет, па така сите повторно се враќаат назад во селото со што турците ги обиколиле. Четата се повлекува во Пиринска Македонија и се засолнила во Рилскиот манастир. Идеолог, водач и организатор на Разловечкото востание бил Димитар Георгиев Беровски, кој под влијание на неговото образование во военото училиште во Белград ги развива своите револуционерни идеи кои повторно ги соопштува на поп Стојан. Беровски исто така бил организатор на канали за пренос на оружје дури и во Илинденското востание. Последните мигови од неговиот живот ги минува собирајќи белешки од неговиот плоден револуционерен пат. Придонесот во текот на македонската историја од поп Стојан и Беровски е огромен. Македонскиот народ веќе намачен, згрозен од суровата реалност своите ќерки да ги гледа како турски жени, решава да даде отпор кој ќе доведе до слобода. Македонскиот револуционерен комитет бил составен
од Димитар Беровски, Коста Поп Иван, Алекса Поп Георгиев, Костадин Карачовски, Стојан Цоцов, Гоге Бошков, Недела Петкова. Единствената песна создадена во текот на восстанието. Запали се мамате Марината, Марината не мате Видрашиска, Видрашиска, мате море будинарка, и ледоле мате
Podgorici. На едно место ќе се фанеа најдобрите играорци на копачката од неколку села, ќе ја замолеа земјата на која ќе играа добро да се држи. Држ се земјо, шоп те гази! Држ се земјо, моја мила! Држ се земјо, моја мила, не давај се! Mamin Koiljo, povedete. Bueno, venga.
Yeah.